Добре дојдовте. Ова е уште еден подкаст во кој разоткриваме дезинформација со која се соочивме. Денеска рецензираме текст под наслов "Во штипските училишта ќе се учи бугарски јазик", објавен на Инфомакс, што потоа беше пренесен и коментиран на социјалните мрежи. Се работи за класичен спинуван наслов кој не соодветствува со текстот внатре во написот, кој има за цел да ја дезинформира и заведе публиката. Текстот е извештај за посетата на амбасадорот на Бугарија во земјава Ангел Ангелов на Штип на 10 февруари 2021 година и средбата со новиот штипски градоначалник Сашко Николов. На пресконференцијата по средбата, градоначалникот Николов, зборувајќи за темите на разговор со бугарскиот амбасадор, вели дека дал предлог факултативно да се изучува бугарскиот јазик во штипските училишта, но зборувале и за меѓусебната соработка и за идни планирани проекти кои би се реализирале. Дури дадов и предлог до самиот амбасадор дека немам ништо против во нашите училишта факултативно да се изучува и бугарскиот јазик. Секој јазик кој е познат и е присутен, представува основна комуникација меѓу народите и е мост на зближување на двата народи. Ова е изјавата на Николов. Иако во текстот Инфомакс пишува дека штипскиот градоначалник само дал предлог и изразил дека нема ништо против факултативно да се изучува бугарскиот јазик, порталот сепак во насловот му кажува на читателот дека тоа е готова работа. Со честичката "ке", односно ќе се изучува, како нешто што веќе е договорено, а уште повеќе и одобрено. Со тоа авторот на текстот дезинформира и тоа не е новинарство базирано на факти. Во насоките за етичко известување на онлайн медиумите, членот 1 од кодексот вели дека онлайн медиумите нема да прикриваат или премолчуваат важни информации чие објавување би можело да влијае врз толкувањето или разбирањето на содржината од страна на читателите. Премолчувањето на фактите кои можат битно да влијаат врз формирањето на ставот на некој настан или личност е еднакво на намерно искривување на реалноста и создавање дезинформации. Зборот факултативно значи дека се работи за нешто што е на доброволна база, што може, но и не мора во случајов да се изучува. Потсетуваме на основното новинарско правило, дека насловот треба да одговара на содржината на текстот, да информира, а не да дезинформира и да биде манипулативен. Со пишувањето на ваков наслов и со испуштањето и заменувањето на зборот факултативно со честичката "ке", новинарот креирал погрешна слика во јавноста, доведува до искривување на реалноста и несомнено влијае врз толкувањето на содржината од страна на читателите.